собствена, живот ми дарува. Ако возлюбен го прати Синот Твој, не засуди смрт, за спас на секого. Исус пострада за секого од нас. Има еден пат, на крстот не отвори. Подари се од срце, во дух и вистина. Душава е негова, во љубов дахната. Подари се од срце, во дух и вистина. Душава е негова, во љубов дахната. Да умреш грешен ти, роди се во љубов, остави се старо, крсти се во љубов, од стара природа, искапи се во духов, соблечи грех и смрт, облечи се во Исус. Подари се од срце, во дух и вистина. Душава е негова, во љубов дахната. Поклони се од срце, во дух и вистина. Душава е негова, во љубов дахната. Алелуја. Слава ти, Господи Исус. Те сакаме, Исусе. И сега облечете. Во срце, Исусе, во моето срце, Исусе, дојди направи сокровиште, дојди остави во мене. Во мојава душа, Исусе, во мојава душа, Исусе, дојди живеј во мене, дојди живеј во мене. Алелуја. И вистина ти се подарува од срце, Исус Христос, Цар мој Спасител, че до Божја вечна љубов татко мој, во дух и вистина ти се подарува од срце, Исус Христос, Цар мој Спасител, че до Божја вечна љубов татко мој. Од Твојата љубов, Исусе, од Твојата љубов, Исусе, прероди ме, прероди ме, претопи ме, прероди ме. Oče moj, tatko moj, Oče moj, tatko moj, večna љубов со Синот Твој,
Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Деца, арни сте? Ајде. Слава на Исуса. Да сте живи, здрави и благословени. Ајде, слава ти, Господи Исусе Христе. Амин. Ајде. Кој? Исуса Христа јас верувам. Аха. Слава ти, Господи Исусе Христе. Шеска. Исуса Христа јас верувам, во Исуса Христа јас се надевам, во Исуса Христа се исцелувам, во Исуса Христа се препуштам. Срцево мое насели се, во сладкото наш сокровиште, слушам како шукаш на портите, отворам да вечерам со тебе. На Исуса Христа се поклонувам, на Исуса Христа се оставам, на Исуса Христа се предавам, на Исуса Христа се доверувам. Да сум едно со тебе, Исусе мој златен спасителе, во срцево мое пребивај, да љубам научи ме, Исусе Христосе. Во Исуса Христа јас верувам, во Исуса Христа јас се надевам, во Исуса Христа се исцелувам, во Исуса Христа се препуштам. Дај ја таа да ја поправиме вамо, стави ја. Земи си друга, да ја проверам. Ја имам. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Седи. Ајде. О тебе, свето Исусе, Царството Божјо е внатре во мене. И предавам се што имам, се ми даде ти, твој суд за мене. Исусе, со тебе можам се, бегај од мене, сатано, и не враќај се. Исусе, со тебе можам се, бегај од мене, сатано, и не враќај се. Во моето срце пребивај, Христосе, ми даваш сила и власт да победам се. Газата си скорби, лакви змејубива, и ништо нема да ми напакости. Исусе, со тебе можам се, бегај од мене, сатано, и не враќај се. Исусе, со тебе можам се, бегај од мене, сатано, и не враќај
Сакам јас ти живеј во мене. Љубовта твоја до мене лекува се. Исусе, со тебе можам се. Бегај од мене, сатано, и не враќај се. Исусе, со тебе можам се. Бегај од мене, сатано, и не враќај се. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Амин. Амин. Слава ти, Господи Алелуја. Исусе. Слава ти, Исусе. Да бидеш мирно, да слушаш од Словото, послушно. Слава ти, Господи Исусе. Не можно за оној, кој верува, кој верува во Христа и да умре ќе живее. Кој верува во Христа, сите ќе воскресне. Кој верува во Исус, ја победи смртта. Отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Јас сум Божи, што слезе од небото, појаде од овој леке, живее до века. Зборовите што ти кажат, се живот и дух. Духото живува, телото не помага. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Отвори го срцето, отвори го срцето, да се вселам во него, да се родиш одново. Кој верува во Исус, пиша нова словото, реки од жива вода, ќе потечат од него. Останете во моето слово, мои ученици, кој верува во Исус, не ќе умре до века. Отвори срцето, отвори срцето, да се всели во него, ја се роди одново. Отвори срцето, го отвори срцето, да се всели во него, ја се роди одново. Слава ти, Господи Исусе Христе. Браво. Ај нашите очи е спетре. Која? 9. 9. Да.
Деветка нашите очи. Деветка нашите очи. Слава ти, Исус, да бидеш мирно во небото. Слезе озгора, девица зачна во утробата. Деветка. Мануел, со нас е Бог, син ми се раде, спасителот. Нашите очи се отворени, Боже, за да те гледа тебе. Нашите уши се отворени, Христе, за да те слушат тебе. Нашите усни се отворени, Отче, за да зборуваат за тебе. Велик ќе биде син на свеише, син на силните и дигна кровите. Царството Божјо крај нема, пророк на Всевишниот Исус. Нашите очи се отворени, Боже, за да те гледат тебе. Нашите уши се отворени, Христе, за да те слушат тебе. Нашите усни се отворени, Боже, за да зборуваат за тебе. Нашите срца се отворени, Христе, за да се населиш, Боже. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ајде на 65. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господи Исусе Христе, твојата радост, што ја излеваш, се радуваме, што ги отвараш небесата, што слегува твојата радост во секое срце, што е совче мирна да го слуша Словото, што сме сите исцелени во твојата вечна љубов. Девети вела, стани и оди, земја постелката, роди си. Верата твоја те спасува. Верувам во Исус, мој Господ, Спасител, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Се грева врска Исусова. Остави се земно и врви по мене. Јас сум твојот Господ, доктор, Спасител. Стани и оди, Исус те изцели. Од цели свет ме возлюби, свој љубов ме напои, роден сум, твој љубов
љубов Твоја, што никогаш не сопира, ме исцели во цели свет, ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум, во љубов Твоја, што никогаш не сопира. Што сакаш да направа за Тебе, да гледам, одам, слушам, љубам Исусе, се можно за оној кој верува. Нека ти биде според верата, ме исцели во цели свет, ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум, во љубов Твоја, што никогаш не сопира, ме исцели во цели свет, ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум, во љубов Твоја, што никогаш не сопира. Акапелно се полека. Ме исцели во цели свет, ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум, во љубов Твоја, што никогаш не сопира. Манда, кој знаеш Исус, слава ти Господи Јас Исусе сум Христе. со Тебе, каде и да те исцела, Слава да ти те Господи избава. Исусе Христе, со што Каде е и мирна, да си, што прима дух, Сине мој. мирот Твој што го прима во срцето, слава ти. Јас сум со Тебе, Каде и да си, Сине мој, те чекам долго, долго, да клекнеш пред мене, да се покаеш во љубов вечна пред Тебе. ме собира да љубам, тако најмили Исусе, љубовта Твоја во срцето, за секогаш, за навек, за навек, за навек, ме собира да љубам, тако најмили Исусе, љубовта Твоја во срцето, за секогаш, за навек, за навек, за навек. Јас сум портата, дојди помини, дојди спаси се, во љубов роди се, клekни пред мене,
za navek, za navek. Ne sumnjam da ljubav Isuse, tako najmiliji Isuse, ljubov ta tvoja vo srce no, za sekogaš, za navek, za navek, za navek. Slava ti Gospodи Isuse Hrisте. 62. Ajde što tako. Ti го давам срце. Ти благодариме Господи Исусе Христе што ме измиваш, што твојот мир се вселува. Слава ти Господи Исусе Христе. Те сакаме Исусе, слава ти. Сестричками по двете страни и по Исусе. Твојот син за нас, ти го дади долгот наш, ти ни даваш патека, да вървиме по љубовта. Ти ни даваш патека, да вървиме по љубовта. Ти го давам срцево, дојди живеј во него, татко најмил Исусе, возлюбен мој Господе, татко најмил Исусе, возлюбен мој Господе. Нема да умрам, ќе живеа, љубовта твоја ќе ја прославам. Живееме ли, умираме ли, во љубовта Исусова. Живееме ли, умираме ли, Исус нас не воскресна. Нема да умрам, ќе живеа, љубовта твоја ќе ја прославам. Живееме ли, умираме ли, во љубовта Исусова. Живееме ли, умираме ли, Исус нас не воскресна. Слава ти Господе Исусе Христе. Слава ти Татко наш. Слава ти Господе наш, што излеваш сила од небесата. Слава ти Господе Исусе Христе, Совче што е мирна, што ќе слушаш сега. Словото Твојот мир да се всели во душата и во срцето да разбере. Ти благодариме што излеваш, ги отвараш небесата, што Царството Божјо слегува во нашите срца. Ти благодариме што мирот Твој е во нас, што љубовта Твоја не преплавува. Ти благодариме што не исцелуваш сите. Ти благодариме што радоста Твоја никој не може да ни ја открадне. Ние сме собрани во името на Господ Исус Христос и ништо не може да допре до нас. Портите на пеколот
неговата духовна заедница не може да ја достигнат. Ние ти благодариме што даваш сила и заштита на секој сотрудник што го исцели, секој сотрудник што ни даваш сила да постапуваме во царскиот закон на љубовта, што ни даваш сила да се движиме духовно по тесната патека на животот, што ни даваш сила да ги благословуваме оние што не колнат, да ги љубиме сите, да победиме со Твојата љубов. Ние сме согласни и сите заедно велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите срца, во семејствата, во имотот, во се што имаме, во овој дом кој го враќаме во Твоја собственост и оваа населба Црниче во Твоја собственост и градот Скопје и Прилеп и Охрид и македонскава земја и ние сите заедно велиме бегај од нас сатано во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе. Се што е од Исус, нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус, веднаш да замине, не ни припаѓа. Господе Исусе Христе, доаѓаме пред Твојот крст, да се оставиме стариот човек, да се заковаме на крстот, како што вели апостол Павле, да примиме нова сила, нов дух, нова љубов, да се движиме и да бидеме синови и керки Божји. Те сакаме, Господе Исусе Христе, ти благодариме што и вечерва Царството Божјо доаѓа во нашите срца и сите заедно велиме го бараме Царството Божјо, за се да ни се придодаде. Го сакаме тоа се, вечната љубов на Таткото Небесен и духовно живење. Ние имаме друга подобра небесна татковина. Ти благодариме што ги излеваш овие слова на поука, што ти изборуваш низ нас, што покажуваш дека е тоа жива вода која никогаш не сопира. Оваа Твоја поука и вечерва нека ги допре сите оние што се жедни и гладни. Дојдете при мене, кој е жеден, нека дојде да пие, да јаде од духовна храна, храна која ние не ја знаеме, да бидеме распламтени однатре во Духот Свети, за да можеме да ја разбереме сета длабочина и широчина на ова живо слово, Исусово, кое е живот вечен, живото давно слово. Денеска на радиото видов една проповед и помина од 2024, мислам беше кај Вера, кај што објаснува, сум го заборавил тој момент, дека ова слово е пишано и однадвор и одвнатре. Видите, многу добро кажано, да се замислиш на овој стих, значи тие само однадвор го раскажуваат словото, а однатре може само Духот да ти каже, да ти го распламти Духот, да те осветли однатре. Ти благодариме што е Софија мирна и ти командуваш со се, Господи Исусе Христе, однатре да те осветли, за да разбереш што сака да ти каже. И потоа ми се отвораат некои клипчиња на интернет, семинар некој прави за исцелување и ракоположување, а се именува како црква. И мораме да го расчистиме тој момент, што е тоа исцелување, привремено исцелување го зборувавме и трајно исцелување во Господ Исус Христос. И сега се сеќавам, имав еден мајстор кој доаѓаше, неговата сопруга одеше кај еден од тие исцелители. Знаеш колку пари ми вика сме дале за исцелување и пак ништо не се направи. 3, 4, 5 операции, зашто причината на болеста не е отстранета, нели безусловно. Јас му викав, дојди кај нас, не се наплаке, дојди на една молитва, па може би ќе дојде, нема да дојде. Тоа е прашањето дали доаѓаш и гледаш дека не е во Исус тој што треба да се исцели. Видете, тука е целата суштина и мора да го разбереме во чие име некој те исцелува, ако ти не си во Исус, нели? Нели можеш да бидеш што сакаш, во свое име исцелуваш, па видите, тоа е интересно. Свое име, значи, која бара својата слава, тоа е ѓаволово име, слуга ѓаволов, а паталникот кој го исцелуваш не е во Исус.
Не можеш да го исцелиш. Видите, има тука некој закон, што си правил, тоа ќе ти се прави. И сега имаме друг случај, близок роднина, исто така ми раскажува, исто одел кај тој исцелител, да му рекол, готово, исцелен си ти, а тој е демонизиран и прави проблеми. И сме разговарале со овие луѓе и кога им објасни што се случува, значи тој му рекол ти си исцелен комплетно, можеш да правиш што сакаш, а тој е демонизиран. Го гледаш, нема потреба да слушнеш двајца, тројца или да го видиш човекот што се случува, тој исцелува безусловно. Безусловно исцелување нема. Му наплаќа како на лекар, нормално одиш кај некој, може некој да те исцели ако си шинат, нели да ти ја намести раката, да те измасира, тоа е друго телесно привремено исцелување. И го нема оној момент, например, бесплатно добивте, бесплатно давајте, некој го прават тоа, но сепак добиваат и тоа не се и имотот, например, гледаш луѓе кои се во заедници водат, им се зголемува, возат коли, прават згради или било што, им се зголемува имотот 5 пати откако влегле во христијанство. Знаете, го нема она не собирајте богатство на земјата. Нели сосема спротивно е дека Исусовите луѓе го раздадоа имотот и се им беше заедничко. Од тоа ти да трупаш имот и да се представуваш дека исцелуваш, нели? Не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и рѓата, тоа значи и телесен човек и твојата душа, собирајте богатство на небесата. Како да собирам богатство на небесата? Тоа е тоа што треба да го научам практично христијанство. И гледаш клипчиња, врескаат, се пенат, паѓаат, крици, луѓе што со години одат во една заедница и се чуди што се случува, нели, врескаат. Пазете, во таа сатанска синагога, евреи кои не се евреи, ги гледаш дека практично се пенават, демоните влегуваат и излегуваат со години истите симптоми. Пазете, тоа е дувло на демони, расплодувач на демони. Ова не би го зборувал да не сум бил директно таму, ме донесе Исус да видиме, кога ќе слезеше духот Исусов, сите ќе се разбегаат и пак ќе се навлезат демоните кога се замине, бидејќи човекот за кој се молиш не е во Исус. Значи тоа е оној дом, ќе го измиеш, ќе се исчисти и пак ќе дое со 7 други демони, ќе му се наполни. Тоа е друг дух, паднат дух. Евреи кои не се евреи, сатанска синагога е тоа. Ова се опасни работи. Лажен Исусов светија, исцелители, по делата ќе ги познаете. До тука 3 точки, се враќаме на тоа. Јас сум светлината на светот, Исус го зборува ова. И гледајте сега што кажува, ова е таа патека, кој врви по мене, нема да оди во темнина, ќе има светлина во животот. Значи, за да те осветли, да те ослободи, да те исчисти, треба да врвиш по него. Инаку ќе одиш во темнина. Ова не е напишано туку така, се однесува на исцелување. Не можеш било кого да дојдеш да го исцелиш и да му речеш ти си здрав, нема проблем. Треба да врви по Исус. Тој нити слушнал за Исус, нити знае и ќе си оди во својата темнина, например. Како може некој да те исцели ако ти не врвиш и не одиш по Исус? Не може. Само привремено исцелување има. Затоа се случува и некои наши сотрудници остануваат, не им се менува состојбата, бидејќи не врвиш. Тоа е десно, ќе дојдеме до тој момент. Значи имаме друг случај, доаѓал на исцелување, плаќал, кажувам примери од едно претходно искуство, паднал човекот и го остава да умре човек. Замисли која, видите сега што вели овде, јас сум лошиот пастир, вели Исус, ги оставам овците да умрат. Не, јас сум добриот пастир. Па чекајте малку, добриот пастир си го полага животот свој за овците. Каде е тој момент? Пазете сега што вика, наемникот, чиј е тој наемник, еднаш Верче ми раскаже една интересна приказна, кој не е пастир и не е собственик на овците, ако види дека доаѓа некој проблем, тој ги остава овците и ќе си ја дувне. Ни раскажува еден пример, еден наш сотрудник. Ги остави луѓето, си ја дувнал и семејството го оставил. Волкот ги разграбува и ги распрснува овците. Тоа е целата суштина. Наемникот бега зашто е наемник, чиј наемник?
Исусов наемник, нема наемник, има старешина, нема да избега. Не се грижи за овците, Јован 11:20. И ова ние можеме да го видиме. И сега ќе видиме кои се принципите, што значи исцелување. Сме го спорувале ова, но сега го отвора во една друга свесост. Одеше Исус по цела Галилеја, поучувајки. Основна задача на христијанин и слуга е да подучува по синагогите нивни. Број 2, проповедувајки го Евангелието на Царството Небесно. И третото е лекувајки ги секаква болест и немок кај народот, Матеј 4:23, значи подучувајки, проповедувајки, потоа болеста заминува ако ти, откако ќе се прилепиш, приковаш на крстот, ќе почнеш да врвиш по Исус, ќе почнеш да исполнуваш некои, како да кажеме, некои работи што се не може без нив да се исцелиш, да се ослободиш од некои пранги во кои си врзан за овој сатански свет. Сега ќе отвориме уште неколку прашања. Стотникот одговори и рече: Господи, Софи, да бидеш мирна да слушаш. Господи, не сум достоен да влезеш под мојот покрив. Видете, ова сме го читале, но да го отвориме. Стотникот што му вели, тој е оној што води 100 души, а стотникот, но кажи само збор и слугата мој ќе оздрави, Матеј 8:8. Стотник, водач на група, некој болен во заедницата, се моли кај Исус и му вели: не сум достоен. Не вели јас сум исцелен, нели? Матеј 8:8, водач на молитвена војска, стотник, слуга, верник, сотрудник, му вели на Исус: кажи само збор и слугата мој ќе оздрави, односно слугата твој што е во заедницата. Се сеќавате, го имавме она во Сирахова, беше или во Соломонова, не лекуваат ни лекови, ни мелеми, туку зборот твој. Истото го има овде. Значи, кажи само збор. Тој треба да каже каков збор, па во сила низ некој од нас нешто треба да му кажеш: направи ова, покај се, или да му изречеш заповед, го проколнуваш тој демон што го малтретира. Во негово име и во негова сила. Одиме понатаму. За вас кои се боите од името мое, Исус Христос, ќе огре, иако е во Стариот Завет, сонцето на правдата. Значи, ако се боиме од името Негово, како може некој да се исцели кога не знае за Исус, било кој, и исцеление ќе има. За тој што веќе знае дека има Исус име, тој прима исцеление. Трајно зборувам, непривремено. И вие ќе излезете и ќе се разиграте, како нахранети теленца, Малахија 4:2, значи тој ќе биде исцелен што се бои од негово име. Врвиш по неговото име, знаеш кој е Исус, застануваш пред него. Имаме ние случај со синот на мајсторот, не доаѓа, има стравови. Му беше незгодно, ќе видиме дали ќе дојде сега. Се молевме за него. И ние мора да му кажеме првим дека во името на Исус се исцелува. Сакаш да се исцелиш и не, ако не, терај си постаро. Нема ние да го лажеме, јас ќе те исцелам тебе. Мора да му кажеме за Исус, затоа го викаме да дојде. Тој ми вика: моли се по телефонот, и гледа дека ние се молиме по телефон. Да, ние се молиме по телефон, што знаеме кој е Исус. Тоа е стотникот и слугата и другиот. Еве уште како се исцелува: поздравете се меѓусебно со свет бакнеш. Гледајте го сега ова. Значи, како е исцелувањето? Поздрави, оздрави, оздравете се меѓусебно со свет бакнеш. Одиме уште еден стих понатаму, Римјаните 16:16. Свет бакнеш, друг препев: поздравете се меѓусебе, или пооздравете се со свет целив. Римјаните 16:16. Значи, целив, исцелив, свет бакнеш, те осветува, те исцелува. Ако пребиваме во љубов во заедницата, се љубиме еден со друг, љубовта исцелува. Тоа е исцелителен момент. И тоа доаѓаме до оние стихови кои ги има и кај Исаија и во Новиот Завет: со срцето да разберат, да се покајат на стариот начин, да не прави, и да ги исцелам. Значи, љубовта исцелува, со срцето да разберат. Пак уште еден стих, 1 Коринтијаните 16:20. Поздравете се еден со друг.
Значи, ние се оздравуваме, се поздравуваме кога се љубиме еден со друг. Тоа е целата суштина, 1 Коринтијаните 16:20. Одиме уште друга цитат. Господи, така живеа тие и така во тебе ке оживее мојот дух. Читајте, ке оздрави, ке се исцели, кога духот ќе се раскламти, духот ќе му заповеда на телото да се исцели. Сигурно е тоа. Ти ќе ме излекуваш, ќе ми даруваш живот. И видете што вели, за добро ми беше силната тага, читај болест, слабост. Ти ја спаси душата моја од погибелниот ров, ги фрли зад себе сите мои гревови. Значи, откако ти ќе му признаеш да живее во тебе, ќе знаеш за него, се случува тоа исцелување. Исаија 38:16-17. Друга насока. Господи, не труди се, зашто не сум достоен. Тоа е филтер за негов слуга, кој вика, не сум достоен, не сум апостол, не сум ни врвките да ме обешам, не сум достоен и така натаму, да влезеш под мојот покрив, зашто тој знае кој исцелува, кој е името, и тој врви по Исус, не врви по себе, не ја бара својата слава. Затоа за себе си не се сметав да бидам достоен да дојдам кај тебе. Секој кој е вистински во Исус, било што да ради. Ако Павле го кажува тоа, што да кажеме за нас, ќе го каже тоа, кажи само збор. Еве го повторно тоа, кој излекува. Збор во духот изговорен по негова волја, кога ќе ти каже тој, и ќе дојдеме до тој момент. И мојот слуга се однесува на заедница, на црква, на било кој ќе оздрави. 7:6-7. Тоа е онај стих кога го вика, ако е некој болен, повикајте ги старешините да се молат за него, да го помазат со елеј, со духот. Ти се молиш во името Исусово, кога не си ти достоен, знаеш дека Исус треба да го исцели. Не му полагаш раце ти да го исцелиш. Голема разлика е. Го молиш Исус и гледаш дали дава насока и сила. Не можеш да исцелуваш безусловно. Ти така, како ќе дојдеме, се мешаш во Божиот закон, царскиот закон е, што си правил, тоа ќе ти се прави. Додека не се покаеш, додека не му ја вратиш душата, да не одам понапред. Еве друга насока, и со нозете своји направете си прави патеки. Какви се тие прави патеки? Па по Исус одам, не одам по своите, та она што е куцо да не се повреди, туку поскоро да се исцели. Евреите 12:13 мисли на духовно куцо. Пазете, друг препев, чекорете по рамниот пат, за да не се онеспособат слабите, ги оставаме ние луѓето колку што може, ако не прави проблеми, да созрее, освен кога самиот ќе си замине, и сакатите духовно да созреат, духовно, напротив, да оздрават, да се поздрават еден со друг, со свет цели, кога ние се молиме за некој, кога се исцелува, кога заминуваат симптомите во љубов. Одиме за Јаков, чија е волјата и кој исцелува, ако сака Господ да бидеме живи. Како ќе исцелуваш ти кого сакаш? Ние креваме раце и чекаме. Затоа се тоа погрешни, ќе направиме тоа и тоа, Јаков 4:15, и тука е она молитвата со вера, ќе го исцели болниот, без разлика, Господ ќе го крене. Гревови ако направил ќе му се простат, Јаков 5:15. Може да се случи кога слугата е на повисоко ниво, вистински поврзан, кога е како Аврам, нели, или како Мојсей, му е пријател, да се молиш за некој што не се покајал. Можам да раскажам случај, близок роднина, на кој му се враќаа симптомите на болест, која можеше да заврши трагично. Го гледав тоа во духот, паднав и липав, го молев да му прости и симптомите му ги тргна. Но не е тоа трајно исцелување, се додека тој не се покае, може да се вратат, но заради Аврам, нели му прости, го извлече овој, како се викаше, Лот, и затоа што го извлече Лот, остана Сигор градот, од тој град Сигор останаа Содома и Гомора, и гледате како се враќаат по 2000 години, Содома и Гомора ќе го завладее повторно светот. Тоа е таа диво племе, диви магариња кои не слушаат. Не ги уништи сите заради тој. Значи може да се случи тоа. Само кога си едно тело и дух со Исус, едно тело и дух, има трајни духовни исцелувања.
трајно исцелување, свет бакнеш во една љубов, ти си со Исус и Отецот, нема тогаш ни болка, ќе ги избрише Господ, за сега во Откровение, секоја солза од очите нивни. Еве стихови за Давид, кој е исто така грешник, Давид кој го уби Урија, ја зема сум го раскажувал тоа доста пати. Давид напредуваше и се воздигаше и Господ Бог Саваот беше со него, беше во него, во душата. Видете, значи не бил постојано, кога можел да сгреши, да направи, да го убие Урија под негова налог и да ја земе неговата жена и од неја се роди потоа Соломон. Му почина првото дете. Значи кога беше со него, тој напредува 2 царства 5:10, Саваот, Господ на воинствата, тој е војникот, војната не е ваша, туку е моја, да не водиме своји војни, оставете, чекајте на бојното поле, не отстапуваш, само велиш не за сатаната, чекајте, ќе ви даде тој сила, збор ќе ви даде, сум кажал збор на наставнички и штама е, после ги збегаа сите. После многу глупости што сум слушал таму, треба да се сочека и да се прими силата. За исцелување, одиме повторно, Јаир, началник на синагога, водач на група, молитвена и така натаму, падна пред нозете негови, тоа е однос на слуга Исусов, падна, нели, не сум достоен, не прави семинари за исцелување, ги исцелува сите. Тоа е сатански дел, било да се објекти, луѓе, самофалци, се исцелиле толку и толку. Сме виделе дека се лажговци, нема никакви исцелувања. Видете, Јаир усрдно го молеше. Кого го молеше? Сам ли ја исцели Јаир? Зошто не ја исцели? Па не можеш да исцелиш ништо без Исус, говорејќи, керка ми е на умирање, тоа е заедница, тоа е душа, тоа е било кој. Дојди и положи ги рацете над неа, затоа ние сега викаме крени ја раката Божја, прстот Божји, нека биде ова твоја рака, со прстот Божји изгонуваме тој кога сака, за да оздрави и да биде жива. Тој ги полага рацете. Имаме ни еден интересен пример со еден проповедник од Шведска, се викаше, и се случило, проповедал и слегува сила и почува некоја жена таму да се тресе, тој проповеда, оставил проповедта да ги положи рацете на жената и вика Господ, сам го кажува, го признава тоа како повука за сите нас, да видиме кој сила, и му рекол, што правиш толе? Па да положам раце. Па му рекол, прости ми, мене не ми требаат твоите раце. Видете, луѓе, тоа се некои работи. Се враќаме на поздрави и оздрави, поздрави ги оние, ова го читавме, мислам пред некој час, ке речам да часови пред денес, поздрави ги или поздрави ги оние кои не милува. Повторно доаѓаме до Исус. Значи, ние се оздравуваме ако се љубиме еден со друг и тогаш молитвите, затоа се трудиме секој ден да има молитви, Тит 3:15. Љубовта исцелува. Љубовта, ако расне меѓу нас, слегуваат песни, има исцелувања, слегуваат силни проповеди, милуваат по вера. Основна задача на Исусов војник, сотрудник е да не е да исцелува, не е да крштева, како што мислат они телесно, примитивно, да ги капе во водата или да јадат телесна храна, туку да го објавува името Исусово, Евангелието на мирот. Тоа е основно, значи твојата задача е да го објавиш, да го прославиш моето име. Да бидеш исцелен, треба да оставиш се. Се да оставиш, трајно зборуваме, да врвиш по Исус вистински, да му ја вратиш душата во собственост, да му го дадеш срцето да ти живее, духот да се насели, бидејќи ако излезат демоните, ќе дојдат 7 други исчистен домот и тоа се тие исцелувања на одредени објекти и луѓе. Нема безусловно исцелување. Се враќаме на тие стихови што ги има и во Стариот и во Новиот, кога се повторуваат како светлински табли насоки, патокази се тие, со срцето да разберат, да се покајат, да ги исцелам. Одиме понатаму, значи ти си, демоните само излекуваат и влекуваат кај лажни исцелители и ти си се уште во тој демонски Исус опаднат дух, само Исус може трајно да те исцели
каде беше, еве го, ако му го подариш твоето срце. Кај отиде дечко? Ајде го. Пазете сега, гледате какво ветување. Но ќе примите сила од Светиот Дух, кој ќе слезе на вас и ќе ми бидете што? Исцелители, не, сведоци. Се враќаме пак. Ќе примите сила од Светиот Дух, за да ми бидете сведоци. Тогаш примаш сила во Ерусалим, во цела Јудеја и Самарија, се до крајот на земјата. Нашата работа е да сведочиме за Исус, дела 1:8, сведоци Исусови, сведочиш за Него, Евангелието во Негово име, нели? Тие, вика, одеа и проповедаа насекаде, почетната црква, Господ им помагаше, им го подкрепуваше словото нивно со чуда што се јавуваат. Еве како е принципот. Значи, проповедаш за Исус, словото ти го подкрепува со чуда, се случуваат чуда. Ние се моливме кога се случува големи чуда овде на одредени луѓе со крвни групи, со раѓање, со смрт, со тоа. Тогаш во молитва е, тој го подкрепува, бидејќи по словото ние се движиме. Не е намерата да исцелуваме, да правиме семинари. Значи, тогаш ѓаволот, одим уште еден стих, го остави Исус и дојдоа ангели и му служеа, бидејќи Исус ја исполнува татковата волја, може да ти искушува одредено време, му служиш на таткото, неговата волја, доаѓаат ангели ти служат, имаш помош, не си сам, имаш војска над тебе, зашто има духовна војна која се води околу секој човек за неговата душа. Словото подкрепено со чуда, така се исцелува. Тогаш ѓаволот го остави така натаму и дојде ангели, Исус послушен во пустината под водство на Отецот. Одиме уште еднашка, што препорачувате? Одете, проповедајте, кажувајте дека се приближи Царството Небесно. Тоа е првото што треба да го правиме. Одиме, проповедаме дека се приближи Царството Небесно. Второто е, болни лекувајте, нормално, лепрозни очистувајте, мртви воскреснувајте, демони изгонувајте, откако ќе почнат Словото да го слушаат и потоа е она бесплатно добивте, бесплатно давајте. Се чудам јас како некои луѓе и заедници наплаќаат услуги, морале од нешто да живеат. Да, ама апостолите и веќе не носете ни сребро, ни злато, ни торба. Каде е тоа? Зборува за Христов сотрудник. Тој ќе ти најде работа. Како можеше апостол Павле да работи како кожар, тешка работа дење, а навечер да проповеда. Ети јас са бајле одам на часови, гласот ми е зарибан, викам, имаме генерални проби, им покажувам, па доаѓам тука, замислете сега, тој е тој момент, како можеше да работи тој, за да не ви бидам натовар, како што вика тој. Одиме понатаму. А некој прави семинари за исцелување, или одат на разни објекти и мислат дека ќе се исцелат. Нема такво исцелување. Во чие име се исцелуваат? Во ѓаволово име. Твојата волја и твоето име е падната природа и тоа е ѓаволско. Видете Исус што кажува, ако јас истерувам демони со Духот Божји. Видете кога се истерува. Тоа значи дека Царството Божјо дошло во вас. За да се исцелиш треба да дојде Царството Божјо, односно Духот Исусов да се насели во тебе, за исцелувањето да е плодоносно и трајно, инаку само излегуваат демоните и влегуваат. Без Царството Божјо во нас внатре нема трајно исцелување. Тоа е целиот проблем. Тоа се за лажните исцелители, исцелува он било кого ќе најде. Пазете, во чие име ти се мешаш во неговата работа. Ке кренеш раце, не слегува сила, знаеш дека не е. Она ти каже, како што му рече, не ми требаат твоите раце. Затоа ви велам, секој греф и хула ќе им се прости на луѓето, хулата против Свети Дух нема да им се прости. Лажеш дека исцелуваш во Исусово име, ти исцелуваш по свое, воопшто не си во законот на љубовта. Тоа може да се види веднаш. Ги лажеш дека ги исцелува Свети Дух. Ти ги исцелуваш со својата суета, по својата волја. Нели? И еве ја пак истото што го каже, одете и научете ги сите народи. Тоа е нашата задача,
нели, крштевајќи ги, доаѓаме сега до тој момент. Крштение што значи? За некого значи физички, не се крштева телото. Душата се капели во вода. Не, кој може да ја искапе душата? Па само Духот Свети. Крштевајќи ги во името на Отецот. Кое е името на Отецот? Пазете, тоа се принципи и они мислат во име Отца, Сина и Сватога Духа и тера. Ништо не значи тоа. Во името на Отецот ги крштеваш, не во твое име. Тој крштева во името на Синот. Зошто Синот? Па Синот е Духот на мојот Син. Тој дојде да ни покаже, за да знаеш како да постапуваш. Што е крштение во Синот? Па на крстот се распна. Што направи апостол Павле? Па се закова на крстот и тргна по Исус, остави се земја. Тоа е крштението. И Светиот Дух, духовно е крштението. Капењето е духовно, 100 пати е кажано телесните обреди немаат врска. Значи водна бања во Словото и крштение во оган, расплантен дух, бидете со горлив дух на едно место, вели. И учејќи ги продолжуваш, пак ги учиш ти, да пазат, тогаш се исцелуваш ти на се што сум ви заповедал, што го има во Светото Писмо, но тоа е пишувано и однадвор, она што го читаат сите, и одвнатре тоа Духот што ти го кажува. И вика, и јас сум со вас преку сите дни до крајот на светот. Амин. Значи ти мораш да го пазиш тоа што е напишано за да добиеш исцелување трајно. И ние гледаме дека секој од нас овде има по нешто му се случува, ситни аларми кога не учи на ситно како да се додржиме во љубовта. Одиме уште малку, со прстот Божји, она што го зборевме, и раката Божја се вршат дела на исцелување, нели? Доаѓа свет целив и царството Божјо во нас, нели, ако јас истерувам било кој од нас духови од некој демони, тоа значи дека царството Божјо дошло. Ако не дошло царството Божјо, ќе се вратат симптомите и демоните. Затоа ние разговараме и доаѓаме до таа состојба. Дали е поважно телото да се исцели? Ова е прашањето. Или да се спаси, да си ја спасиш душата. Видете, овде се случува војна за души меѓу Исус и сатаната. Падете го ова прашање. Дали е поважно телото да се исцели привремено, те боли нешто, или душата да се врати, да се усоврши во пократкото страдание, да се врати кај Отецот на љубовта, кај Таткото на духовите во Царството Божјо. Ние сите имаме по некој проблем, неразчистени односи со Него. Исцелувањето само за себе е широк пат што води во пропаст. Луѓето ќе пробаат овде, тешко име, не ќе да се откаже и оди на физички други лекари или лажни исцелители, им го менува симптомот, може симптомот да исчезне, ова го зборував менашка, ќе се населат други демони, ти трајно си ја дал душата нападнатиот на сатаната, нели? Враќање во Исус е тесната патека на вечната љубов, за тоа е потребно водство во духот, значи духовна вистинска патека, поука мораш да слушаш, да разбереш, некој не разбира. Одете ли вие во црква? Жената е во проблеми, има големи проблеми на работа, на живот, дали ние одиме во црква? Ако ја објасниш дека црквата не е зграда, не може да разбере веднаш проповед во духот, покајување, исповед на грев, простување, ова е голем проблем. Треба да се зборува за ова со денови. Значи, ако не простиш ти, и тебе нема да ти се прости. Можеш ли да го ставиш прстот? Ти простуваш на уста, а те нервира тој, не можеш да му простиш. Па нормално, бараш сила од Исус, немаш дух. Непростувањето ги води многу христијани во пораз, да оставиш се земно, да врвиш по Исус, за да добиеш светлина и исцелување, да го бараш Царството Божјо, се да ти се придодаде, да љубиш, а ти немаш доволно сила. И тука е проблемот, и треба таа љубов да ја разбереш. Исус и Отецот се вечна љубов која никогаш не престанува. Значи да се претопиш во Исус, да се вратиш во Исус. Тоа е исцелување. Овие други што се прогласуваат,
верувајте ми дека тоа се апостоли што се облекуваат, се представуваат како Христови, а се слуга ѓаолови. Свет целив, значи свет целив, тоа е стариот грешен ти, доаѓам кај Исус, се заколувам на крстот како апостол Павле, човек. Му предавам се, нели, оправдан сум со крвта на јагнето, пазете, и сега исчекорувам за да победам со словото на своето сведоштво, значи проповедам, одете проповедајте, научете ги и потоа примаш сила и ќе ти го подкрепува словото, неговото живо слово со сила, ќе се случуваат исцелувања кај луѓе кои ќе дојдат вистински кај Исус. Другото е само се враќаат, излегуваат и влегуваат. И тогаш ти победуваш со словото на своето сведоштво, затоа треба и глувата заедница да сведочи, да не слушаат учења кои ги замајуваат и ги прават горди, една голема заедница која за жал поучена е од телесни учења, го читаат само надворешниот дел на словото, внатрешниот не можеш да го разбереш, оти гледаме по површински телесни обреди, победуваш со словото на своето Исусовото сведоштво. Пораката е земи го крстот свој и врви по мене, по Исуса Христа. Напред кон Царството Божјо, треба да се преслуша овој принцип, да се разбере, да има исцелување. Христов слуга кога ќе дојде да се покаже Словото, за да му сведочиш, да го донесеш до Исус. Инаку он си заминува, ќе си го реши проблемот. Сме виделе ние тука луѓе се исцелиле од смртоносни болести, не доаѓа да каже ни фала ти, не мене, Господе Исусе Христе. Во Сараево, во Нов Зеланд и било каде сме се молеле, кај си ти си поминал и помина, рак имаше на мозокот. Се оправи човекот, си продолжи да се оди по цркви, да си прави слави, не дојде да каже те сакам Исусе, привремено исцелување, оди и не греши повеќе, пораката за да не те снајде уште нешто полошо, зашто мораш да го истовариш гревот, да оставиш се на крстот, да се заковаш. Крвта на јагнето те оправдува, победува со крвта на јагнето, нели, со словото на Христовото сведоштво, да го сведочиш неговото живо слово и тогаш ти примаш сила и можеш да направиш се. Болни лекувајте, мртви воскреснувајте, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Тоа не се учи на семинари, на луѓе кои не се во Исус, бидејќи се излезени од законот, бесплатно давајте, бесплатно земајте, и од законот не собирајте богатство на земјата и не му се поклонувај на никој друг, освен на Исус Христос. Треба да паднеш како јај или тие стотниците долу, да оставиш се како апостол Павле и тогаш си ти христијанин. Другото е, како да го кажеш, привремено, не знам како, псевдохристијанство, кое е поразено, мртво, без дух, и затоа крајот и оваа земја ќе помине низ оган, пеколот низ оган ќе биде, смртта низ огнено езеро и сево ова што е тука. Сме го виделе тоа во разни визии. Те сакаме Господи Исусе Христе, но ние нема да умреме. Исус вели, вие не може повеќе да умрете. Ние сме дел од Царството Божјо и вечната љубов, само ако вистински душата му ја враќам и срцето и победувам со неговата љубов. Јас сум во свет целив, исцелен, иако се поздравуваме помеѓу себе со свет целив. Амин до Царството Божјо. Амин. Да испееме една песна, пред па да влеземе во молитва.